Почитувана јавност, почитуваната министерка продолжува секоја можност да ја користи за лична афирмација, без при тоа да даде реални одговори на прашањата кои што и беа упатени. Почитувана министерке, место да се грижите само за добивање на тендери на вашиот партнер, добро е да почнете реално да се грижите и за пензионерите, и за корисниците на социјална парична помош и на други видови на парични надоместоци. Кога станува збор за последните измени во законот, зошто не кажете пред јавноста дека со измените кои што ги направивте, го намаливте коефициентот за пресметка од 1,61 на 1,54 за 2019 и на 1,47 за 2020 година. Ако вие навистина се грижите за нас како идни пензионери, а споменавте на говорница, треба да ни дадете одговор. Зошто направивте измени и на овој начин вие не допринесовте да имаме повисоки пензии во иднина, туку напротив, ќе имаме пониски пензија. Здравие Боже, доколку дочекаме, ако остане вака предлог законот, во иднина сите кои што ќе се пензионираат ќе имат многу пониски пензии. За жал за ова гласаа и пратениците од владеачкото мнозинство, но самите гласаа против себе, односно против сите идни пензионери и против висината на нивните пензии. Еве на пример, за осигурени кои што во моментот има 20 години стаж, на пример, и ако до пензионирањето работи уште 20 години, тоа ќе значи дека доколку останеше стариот предлог закон, истиот овој осигуреник ќе добиеше пензија од 6.440 денари. Но сега, со измените кои што вие ги направивте, некаде мислам дека беа 26 декември, овој исти пензионер ќе има пензија од 5.880 денари. Дали 6.440 е повеќе или е помалку од 5.880 денари? Значи да заклучиме дека со последните измени во законот вие не помогнавте во зголемување на пензиите, туку напротив, со новите пресметки, идните пензионери, како и сегашните, ќе имаат пониски пензии. Затоа, да резимираме, не работите за доброто на пензионерите, работите само за лично добро, за доброто на вашиот партнер. Немам дополнително прашање и не сум задоволна од одговорот на министерката.